Вие сте премиер на оваа држава. Јас да сум искрен не ве чувствувам така, затоа што знам дека сега Македонија функционира како да има државен преврат. Луѓето што не се во институциите ја водат оваа држава. За жал, така чувствувам. Меѓутоа, како и да е, вие сте премиер на оваа држава, јас очекувам од вас да бидете најинформираниот човек во оваа држава. Да ги имате сите релевантни информации, за да можете да располагате при носењето на релевантните одлуки. Всушност, најголемата извршна власт е во премиерот на Република Македонија. Јас сум убеден сум, дека она што вие го сметате шпекулација, дека она што го сметате невистини, или како што координаторот на пратеничката група со најгрди зборови се изрази за моето обраќање, сигурен сум дека еден ден јавноста ќе го види од последица или резултат на релевантни судски процеси, односно од органите на прогон. Меѓутоа, како и да е, јас тогаш ќе ве потсетам дека всушност се работи за нешто многу поопипливо и по-конкретно од обична шпекулација. Инаку, почитувам господине премиер, затоа што не ќе можам во одговорот на наредното прашање да ви собратам, јас ве охрабрувам да го прашате господинот министер за транспорт и врски, да се обрати до катастар и во Скопје, и во Охрид, и во сите градови на Република Македонија и да праша дали пратеникот Томислав Тунтев има станови во било која зграда на територијата на Охрид и Република Македонија. Кога ќе го добиете релевантниот одговор, заедно ќе го информираме координаторот на пратеничката група. Ви благодарам.